Добар ден, почитувани, следите уште една нова телма амбуланта. Туморите на мозок се меѓу најсложените медицински предизвици, но современата технологија отвара нови можности во диагностиката и третманот. Што е тоа операција на будно? Може ли пациентот да комуницира со хирургот за време на операцијата? Например, кога се работи на области поврзани со говорот. Каква е улогата на неврохируршките роботи? Ги зголемуваат ли шансите за успешен третман и побрзо опоравување? Како науката го менува пристапот кон лекувањето на мозочните тумори, ќе ни поясни доцент доктор Миленко Костов, неврохирург. Овој интересен разговор следува веднаш по блокот реклами. Останете на телма. Како новата технологија и науката ги менува операциите на тумор на мозок? На оваа тема денеска разговараме со доцент доктор Миленко Костов, неврохирург во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, фала ви на поканата. Добро ве најдов. На која возраст обично се диагностицираат туморите на мозок? Во кој период од животот обично се развиваат? Кратко да ги поделиме. Значи, туморите на мозок се делат на адултни и или на детска, тумори во педијатриска возраст, односно во детска возраст. Туморите во адултната возраст, за жал, се појавуваат во оние најпродуктивни децении за човекот. Тоа е особено во 5-та и 6-та деценија, најзголемена фреквенцијата на нивна појава, а педијатриските тумори знаат да се појават дури во со самото раѓање и нормално во првите 10 години од животот кога сме и деца. Тогаш е најчестата време на појава на мозочни тумори. Она што ги разликува, што е многу интересно, е што најголем дел 3/4, односно 4/5 од туморите во детска возраст се на малиот мозок, а кај адултната, кај возрастните, 4/5 од туморите се во големиот мозок. Тоа е една интересна дистинкција. Една разлика. Може да биде за така. А датат ли секогаш карактеристични симптоми туморите на мозок? Да речеме, дали главоболките или пак падот во концентрацијата кај помладите пациенти може да биде индикатор за тумор на мозок? Широк диапазон на симптоми кои што, како ги споредите, се повторуваат. Значи, главоболка може да биде апсолутно симптом дека има некаков интеркардијално зголемен притисок, велимо, односно зголемен притисок во главата, што може да биде предизвикано од некаков процес, тумор. Најчесто главоболките треба да бидат наутро и треба да бидат проследени со профузни силни, тоа значи повраќања. Повраќањата и главоболките, особено во утринските часови, меѓу другото може да бидат и кардинален знак за постоење на некаков туморски процес во главата. Има уште некој симптом што кажа на проблемот? Има, може да биде заборавност, може да биде проблеми со движење на раката и на ногата, може да биде гледање на дупли слики, диплопија, може да биде отежнат од така кажам, зависно од каде зависност од локализацијата на процесот. Да. Но може ли пациентите да немаат и никакви симптоми? Може. Тогаш се работи често за оние бенигни тумори кои за среќа пајде во целата таа приказна на мозочни тумори се најчести. Некои од нив може да растат и 10 на 15 години, бидејќи имаат мала тенденција на раст, од 1 до 1,5 милиметар месечно растат. Така да ни се случило во неколку наврати да налетаме на пациенти кои што имаат процес во мозокот кој што е 10 на 15 сантиметри голем, како еден цитрон, условно кажано, а да главоболки им се јавиле кратко време пред да бидат диагностицирани. Значи прошла цела деценија, особата личноста немала никаква потешкотија. А постои ли разлика во зачестеноста на туморите кај луѓето кои што живеат во урбани и во рурални средини? Има фактори, надворешни фактори кои влијаат. Меѓутоа, пред се мораме да знаеме дека генетиката го игра клучниот фактор, односно предиспозицијата кон стекнување на ваква болест. А потоа надворешните фактори, особено загадување, изложеност на токсини, неправилна исхрана, конзумација на алкохол и на тутун, за жал го разголемуваат шансата да се појави ово нешто, да се појави нешто како тумор на мозокот и за жал овие сите работи се поактуелни во овие градски средини за кои што ние зборуваме, така да некако може да заклучиме дека градската средина е понездрава визави средината надвор од град. Значи, градската средина го зголемува ризикот за појава на тумор во мозокот. А што е со употребата на мобилните телефони, оние електромагнетни зрачења?
Докажано е дека електромагнетното зрачење кое што доаѓа од мобилните телефони може да влијае на некои туморски појава на некои туморски промени во организмот. За мозокот се уште нема јасна студија која го докажува тоа, меѓутоа земено предвид дека тоа може да влијае на други системи во телото, верувам дека значително влијание има и го зголемената употреба на мобилен телефон. Значи паметно е да не спиеме навечер во близина на својот мобилен паметно телефон. Да не го полниме покрај нас, бидејќи знаеме дека електромагнетното зрачење ги нарушува REM фазата на сонот, значи паметно да се полни во другата соба. А обично полначите ни стоят покрај. Да, и го проверуваме перниците, навечер така. да не некој итно нешто не барал, така. Така да паметно да биде во другата соба и паметно е кога престојуваме во домот да не биде стално во раце, него да исто така по можност биде неколку метра дислоциран од нас, ако можеме секако. Докторе, што е со ноќното осветлување? Навистина ли представува ризик фактор за појава на тумори на мозокот? Ноќното осветлување во смисол во домот, мислите? Воопшто ноќно осветлување. Ноќното осветлување е тригер фактор за зголемена мозочна активност, која што може да стане патолошка, односно ноќно осветлување може да предизвика во некој случај епилептичен напад. Така да ноќното осветлување е штетно, ама не е дека е специфичен некој ризик фактор. Така, тоа е некаков посреден индикатор за појава на некаква состојба, не е директно гледано. А инфекциите со вируси, на пример HPV вирусите, дали се во некаква корелација? Јас колку што сум запознаен, вирусните инфекции има една студија која се изработува во моментот околу конектираноста помеѓу вирусите и зголемената инциденца на појави на тумори на мозок. Студиите одат во правец дека има некаква поврзаност, тоа е на молекуларно ниво, меѓутоа мора да почекаме резултати бидејќи ковид од претходно и ова сите тие студии се одложени, така да резултатите се уште не ни се јавни. Така, но резултатите навестуваат дека можно навестуваат да постои некаква корелација. конекција не со одредени типови вируси, него со одредени подваријанти на вируси кои мутираат. Ама де сега тоа ќе биде многу длабока наука да не навлегуваме на тоа. А дали во раната фаза туморите на мозок можат секогаш да се детектираат на снимките од магнетна резонанца и компјутерска томографија? Бака сега, значи златниот стандард за детекција на тумори на мозок не е компјутерска томографија, него е магнетна резонанца. Речи си и да не постои тумор со било каква димензија, кој што е повеќе од 1 милиметар или дури некогаш и помали, кој што не може да се видат на добро квалитетна магнетна резонанца, која што е добро изработена од страна на радиолошки технолог и која што е адекватно прочитана од страна на неврорадиолог би било во овој случај. Така да новите современи апарати кои што работат веќе на 3 Тесла магнетно поле ни овозможуваат да ги видиме најдлабоките мозочни структури и да ги видиме во најситни детали. Ако порано се работеше во пиксели, тоа значи оние единици коцкички во кои што ги гледаме сликите, сега зборуваме за сосема нова единица, се вика воксел. Тоа е тродимензионален пиксел, тоа мисля дека со длабочина плюс, како трета димензија, со кој што можеме многу лесно да одредиме точно што се случува на било кое ниво на мозокот. Значи нема веќе тумори кои што се тешки за идентификација на... Нема невидливи. Нема невидливи. А што тумор, каков тип е, мора да потврди, за жал, секогаш на крај патологот. А што е со оние нови методи за диагностика, молекуларни маркери и слично? Дали тие помагаат во диагностиката? Тие помагаат, меѓутоа доминантен и се уште златен стандард, баш би рекол, е магнетна резонанца која мора да биде на 3 Тесла магнетно поле за да сликата на мозокот биде јасна. А се менуваат ли шансите за преживување во зависност од тоа во која фаза е откриен туморот на мозок? Тоа е добро, супер прашање. Секогаш. Секогаш шансата за преживување подолго и поквалитетно е многу поголема, доколку порано се открие и побрзо се реагира. Значи да, секогаш, одговорот. А обично се успева во тоа во раната фаза да се фата? Да ви кажам право како поминува време добиваме се повеќе и се почесто мали мозочни тумори. Тоа значи дека се на време препознаени и детектирани. Како проаѓа времето, се почесто успеваме кај нас тоа да го направиме. Кога ќе се открие тумор на мозок, дали секогаш мора хируршки да се отстрани? Па мислам дека околу пола случаи да. Меѓутоа, во другата половина имаме варијанти каде што викаме американски израз, тоа wait and scan. Значи чекаш 3, 6, 9 месеци, година дена, го следиш. Многу често туморите имаат тенденција, зависи сега од кој тип, да подпораснат, па да застанат, па неколку години, дури деценија една, може да останат мирни, зборуваме за бенигни варијанти. Меѓутоа, некои од нив имаат тенденција да растат. Затоа, штом докажеме дека туморот расте, препорачуваме хируршки третман. Некогаш препорачуваме и посебен третман со зрачење, има разноразни апарати, тоа се гама нож, сайбер нож, има протонско зрачење, сега понова, така да и постојат и конзервативни варијанти, односно нехируршки варијанти за лекување на туморите на мозок.
меѓутоа во најголем дел се уште, ако нешто докажеме дека расте, се зголемува и ви прави проблем, тоа мора да оди да се отпочне лекување кое што ќе биде операцијата во прва фаза, а потоа сите фази понатаму Така, следуваат. медицинската технологија овозможи разни пристапи во третирањето на туморите на мозок. Тоа е фасцинантно со каква брзина, би рекол не на годишно, на 6-месечно ниво се напредува, како добиваме нови апарати, нов софтвер, нов хардвер повремено, со кој што можеме да бидеме многу поефикасни. Порано тумор на мозок, кога ќе се кажало, се сметало дека за тој човек веќе нема помош и спас. Сега можеме да ви наредам еден куп луѓе кои што одлично функционираат и кои што продолжуваат со секојдневието и покрај тоа што имале тешка операција на главата. Ајде да проговориме за операцијата на будно. Што е тоа? Операцијата на будно, еве, таа последнава ќе ми биде пример. Имав на операција пред 10 дена. Значи, операцијата беше, изведовме со колеги од странство, беше во странство во нивниот центар за почеток и тоа подразбира дека еден пациент прво му се детектира постоење на тумор на мозокот. Второ, што е многу важно, поминува невропсихолошка подготовка. Значи, се работи со него, му се објаснува, треба да се сработи тоа, целиот протокол се работи. Да биде подготвен психички за она што следува. Бидејќи не прима анестезија. Се работи со не прима анестезија, баш напротив, сега ќе ви кажам. Се работи со во овој центар се работеше во град, се работеше со 3 невропсихолози. Кога ќе положи пациентот, ќе се квалификува за таа операција на будно, пациентот е во сала, поставен во позиција за операција. Операциите на будно. Што значи тоа лежи? Лежи, натре си во сала, тој држа за глава му е поставен и операциите на будно ги викаат мастерпис на анестезиологот. Значи треба да биде маестро анестезиологот, анестезиолошката екипа е фактички тука водачот на работата. Пациентот порано се заспиваше, се отпочнуваше процедурата, па веројатно сте видели во некои клипови снимки, па после го будат пациентот, па тој го оперираат, па соработува со нив, ги движи рацете и така натаму. Сега веќе поинаку, цело време будат. Анестезиолозите знаат доволно добро да му дадат аналгезија, тоа е анестезија против болка. Обезболување, точно. И доволно плитко да го успеат да задреме, како некоја пладнена дремка, да цело време биде комуникативен. И овој случај пациентот континуирано разговараше со невропсихологот, читаше на таблет, одговараше тие кои прашања кои му беа поставени како multiple choice некои, да видиме дали разликува бои, имиња на предмети, дали логички размислува, додека хирургот, да речам, да покажувам, некој 10 сантима погоре ја правиме, ние хируршкиот тим ја прави операцијата. И имате континуирана соработка, пациент, невропсихолози, невромониторинг, анестезија, неврохирургија, сестри, болничари, 30 луѓе учествуваат во тимот. За да таа операција се изведе безбедно и добро, инаку е маестрално доживување и сето она што сме го гледале по филмови и кое што било нереално да разговараме, сега веќе сосема секојдневија. Добро, докторе, пациентот не чувствува болка, дали има во мозокот рецептори за болка, дали мозокот боли? Тоа е уште едно одлично прашање, фала ви. Мозокот е најсложен филогенетски орган во организмот. Он нема да каже кому боли. Нема кому да каже дека го боли. Не го боли. Затоа што секој една клетка која што ќе биде повредена, воспалена, праќа рецептори, односно сигнали праќа до мозокот дека нешто се случува и мозокот реагира со чувство на болка. Мозокот нема кому да се пожали. Така да мозокот не го боли. Затоа е возможно целиот концепт на операција на будно е направен врз база на тоа што мозокот не чувствува болка. Односно, реално нема кому да се пожали на повисок центар да се пожали како боли. Тоа е така една интересна хиерархија во самиот организам. И сега споменавте дека е многу важна комуникацијата и помеѓу тимот, но и комуникацијата со пациентот. Значи пациентот треба да зборува за време на операцијата. Претпоставам, особено ако се работи во област на мозокот која што е поврзана со говор. Со центарот на говор, така е. Со движење. Можевме да видиме видео како виолинистка свири за време на самата операција. Дали тоа значи дека пациентот помага во отстранувањето на туморот, му помага на хирургот? Учествува, сега ќе ви кажам како, додека хируршкиот тим ние изведуваме операцијата, пациентот работи, нели кажува таму, чита, покажува бои. Во еден момент се случи, конкретно за овој случај, да прекине да зборува. Меѓутоа, тоа со помош на навигацијскиот систем, со помош на клиничката слика случувањата, со помош на невромониторингот, свативме дека се наоѓаме многу блиску до зоната која што го контролира моторниот говор. Значи, тој разбираше во моментот, меѓутоа не можеше да се изрази како. Така да, веднаш што
се оддалечивме Забележавте, од тој дел. Како на копче притиснато, човекот почна да зборува, знаеше што му се случило, бидејќи е свесен цело време, меѓутоа исто кажа пред малку не можам да зборувам. Така да тоа цело време е една интересна соработка. Напната ситуацијата трае долго, 4-5 часа трае се тоа. Цело време е тензија и адреналин, меѓутоа кога ќе се заврши успешно, чувството е ненадминливо. А што ако пациентот го фати страф и испаничи во ваков момент? Еве, разбира што му зборуваат, но не може да одговори. Како се справуваат неврохирурзите со таа? Да се вратиме на оно понапред. За да влезе у сала, мора да положи кај невропсихолозите. Неретко, тие околу 50% од пациентите ги враќаат. Затоа што проценката невропсихолошка не е дека овој човек адекватно би се однесувал во таква стресна ситуација. Затоа не се многу ретко се оперираат деца, многу ретко се оперираат луѓе со други психички потешкоти, така да тој дел е проценка на психијатрот и на невропсихијатрискиот тим. А што доколку пациентот почне да губи свест за време на зафатот? Затоа е мастерпис на анестезиологија. Имате некој анестезиолог кој што ме е странен, кој што нема да дозволи тоа да се случи. Искрено ви кажам, во операциите на будно, иако сме научени да сме лидери и се да е понашени како хирургот, е најмалку експониран. Не дека без него, секако дека најбитен дека без него не може да се отстрани лезијата, меѓутоа многу други работи зависат од тимот. Што идејата, што сакам да ви кажам дека е поминато времето дека сега некој голем хирург, па он ќе дојде и ќе заврши целата работа. Се работи за тим. Тимот стане многу голем, а неврохирургот е лидер. Меѓутоа секој од тимот ако не се заврши идеално задачата, овој овдека не може да оперира. А докторе, како се следи функцијата на мозокот за време на операцијата на будно? Дали само со реакцијата на пациентот или има и па има да ви кажам прво 40 електроди разноразни кои што даваат на системот за невромониторинг, даваат неколку десетини различни параметри се следат. Тоа го следат невролози кои што работат со своите техничари и сестри и континуирано ги следат. Тоа изгледа како електрични празнења, како некакви егиња мали, ајде така да ги кажам. Така да и тој тим исто не сме да се занемари. Е екстремно битен за во секојдневието на неврохирургот, а не само во овие операции на будно. Ние кога работиме, веќе самата операција не е, пак ви повторам, не е дека доаѓаме, оперираме и си одиме. Не, имаме невролошки тим кој што води невромониторинг, имаме претходни подготовки со невронавигацијски движења, тоа е што како во кола кога имате навигација, точно знаете по кој коридор кај ќе дојдете, што ќе направите, а и најбитно се како ќе се вратите од таму. Значи има начин да се процени кој коридор е безбеден. Кој ткиво е болно, кој е здраво, така? Абсолютно, што да се отстрани, каде да се работи, што не. Кога користиме микроскоп, болното ткиво се бои, изгледа комплетно различно од здравото. Притоа имаме коридор по кој што доаѓаме до таму, имаме крвни садови кои што ги избегнуваме, крвни садови кои што знаеме дека се од туморско потекло, па ги отстрануваме, така да имаме едно веќе во типичен пример операцијата вчера, не имавме планирање од 20 часа и операција од 2,5 часа. Значи, некош планирањето е поопсежно. Секогаш, ако добро и совесно работите, секогаш ги планирате сите варијанти, доаѓате само да завршувате работата. Меѓутоа, договорот на тимот, работата, планот мора да бидат направени пред сала и траат многу подолго, од што трае самата интервенција. Може ли секогаш туморот да се извади во целост или болното ткиво да се елиминира во длабочина или пак широчина, како што е потребно доколку зафаќа некои клучни тенденцијата да успееме да отстраниме се. Меѓутоа, имаме ние на располагање после и онкологија, ја имаме, која што доколку има потреба, некој ткиво е сраснато, некои центри се наоѓаат во туморски променети, после тоа ги третираме и онколошки. Онколошките трендови се исто така променети, не е она само да го зрачиме и да добие хемотерапија. Веќе зборуваме за персонализирана терапија, тоа подразбира имунолошка, биолошка терапија, која што се адаптира, спрема, нарачува и прави според потребите на болниот и според типизацијата на туморската промена. Така да, целиот пристап е комплетно сменет. Нема неврохирург оперира, анестезиолог дава анестезија, не. Тимска работата и континуирано напредува. Затоа што се свати дека секоја туморска, поготово малигна промена, има нешто персонализирано у неа. Мора да го откриете тоа, за да може да го застанете нејзиниот раст. Ајде да го проговориме за предностите на операцијата на тумор на мозок на будно, по споредба со анестезија. Кои се предностите? Зошто би се правило на таков предности. За анестезија нема предности. За анестезија е многу полесно да пациентот спие. За нас како хирурзи е полесно да пациентот спие, да сите сме порелаксирани и завршуваме побрзо работата. Арно,
Целата процедура постои заради безбедност на пациентот. Она што го зборував дека му допирате зона во која што е контролиран говорот и тој веднаш прекинува да зборува, тоа да го спие не може да го знаете. Колку год да е тоа со невронавигација, со мониторинг центрирано, сепак се тие некогаш и делови на милиметар зборуваме. Така да тоа ни овозможува уште поголема контрола. Меѓутоа мора да знаеме, операциите на будно за кои што зборуваме се индицирани, тоа се помалку од 1 на 100 пациенти имаат индикација за операција со тумор на мозокот, помалку од 1 на 100. А добро, како проценувате? Освен тоа дали е психички подготвен или не, кои пациенти се кандидати за ваков тип на операција? Тип на туморска промена, проценета на магнетна резонанца, нејзино позиционирање. Значи не може секој тумор да се изведи на таков начин? Не треба секој тумор. Не треба. Значи, велам, тоа се некои 4 или 5 на 1000 тумори се кандидати. Тоа во македонски услови преведено, бидејќи ние имаме околу 150, меѓу 150 и 200 ново открени туморски мозочни промени на годишно ниво, некаде отприлike не секоја година би имале адекватен кандидат за операција на будно. Значи тоа е навистина ретко. Да, ретко, меѓутоа пикантерија сакаме да зборуваме за тоа пошто е нешто ново. Не секојдневно ново. Нешто актуелно. Може за 20 години ќе биде секојдневно, кој да знае. А колку треба поравувањето кај пациентите кои што имале операција на будно во споредба со оние кои што имале класична операција со анестезија? Рекаверито е идентично. Нема податоци дека е подолго од 5 до 14 дена кај секој пациент, така да она што е во будно може да има потреба од подолго психолошко оправување. Ама пак тоа станува кај невропсихолошкиот тим кој што е многу важен. Тука се тие со анестезиолошкиот тим се всушност клуч за може една операција на будно да се направи, а ние заедно со невролозите кои го наследат на мониторинг сме оние што изведуваме. А што е со операциите што се изведуваат со анестезија? Се употребува целосна анестезија, но кога станува збор за невролошки операции, дали се употребуваат некои специфични анестезии? Важно ли каква анестезија ќе прими пациентот? Клучот на квалитетна операција е добра анестезија. Треба биде доволно длабока, а да не биде предлабока. Треба да не осеќа пациентот болка, а сепак да не остане без никаков осет на треба организмот. Треба да биде релаксиран, да мускулите не му се згрчени, меѓутоа не сме да биде пререлаксиран, да не се засегнат други центри во мозокот. Така да е тоа една голема наука. Освен анестезиолозите, тука си невролозите кои го прават тој невромониторинг, кои помагаат на анестезиолозите во проценката на длабочината на спињето и во процената на контролата на болката, и неврохируршкиот тим кој што веќе не изгледа тоа со скалпел и со пенцета, не се оперира, него имате толку многу апарати меѓу вас, се осеќате повеќе како во некој есе филм, се поише и поише. А како се вадат големите тумори кои што се длабоко во мозокот? Со постепена дисекција и најчесто во помали делови, дури во микроскопски мали делови. За тоа ќе чуете нека операција некогаш дека трае по 10 на 15 часа, за да тој тумор безбедно и комплетно се отрне. Бидејќи кога тој се вади тумор, кога го трнувате, вие не сме ниту многу да влечете, ниту да тегнете, бидејќи сите структури во мозокот, во главата која е затворена кутија, се поместуваат заедно со вас. А тоа може да биде сериозно опасно. Така да тоа е еден бавен процес, трпелив, кој што се работи со континуирано, со голема концентрација, со висок пулс и во кој што ако не уживате вистински, не може да работите. Значи не може секој да изведува вакви операции? Па не може секој да изведува вакви операции. А докторе, кај пациентите кои што се под анестезија, по будењето, дали самата анестезија може да влие врз функцијата на рака, на нога, на говор, па да не можете во прв момент да процените дали е нешто последица на операцијата или пак е од анестезијата? Тоа е транзиторно. И тоа се првите 10 до 15 минути. Пак зборувам зависи од начинот на кој е аплицирана анестезијата. А ако е тоа направено адекватно и како што треба, првите 10 минути секако оставате човекот да се разбуди и првата невролошка проценка правиме после 10 на 15 минути по излегување од анестезија. Така да во моментот, да, сите сме после анестезија неподвижни, не знаеме каде сме, да речем збунети, конфузни, меѓутоа после 10 на 15 минути сите функции се враќаат, дури и когнитивната способност за проценка на околината е исто присутна, така да после 10 минути веќе се знае на што сме. Дали пациентите обично влегуваат со голем страв во операциона сала? Знаете како викаме, оној што не се плаши пред операција, не го примам за операција. Тоа значи за друго место. Не е, стравот е нормален. Меѓутоа, ако добро се разговара со секој болен поединечно и со нивните семејства, тие сваќаат дека кога ставаат на кантар,
предноста е многу поголема да се ризикува да се направи интервенцијата, отколку да се остави така и да не се направи ништо. Некогаш туморите на мозок знаат да ги направат болните конфузни, дезориентирани, па доста работиме и со нивните семејства. Така да мора да знаат дека се на вистинско место, дека даваат довербата во вистински раце и да бидат убедени, да им се објасни дека ризикот од операцијата е реално, колку и год да е голем, е реално помал него да не се направи ништо. Ако какви се ризиците од операцијата? Големи се? Во зависност од операцијата, меѓутоа кога оперирате мозок, се може да се заврши од најдобро, што најчесто завршува до не дај Боже, најлошо и се меѓутоа. Така, ќе ги поканиме гледачите. Имаме уште малку време до крајот на денешното издание на Телма Амбулата, но сепак ќе оставиме простор, почитувани, и за ваши прашања. Телефонскиот број е испишан на екранот. Докторе, продолжуваме понатаму, како што споменавте на самиот почеток на емисијата, технологијата многу го менува процесот на операциите на туморот на мозокот и брзо, со едно брзо темпо, интензивно. Што е со роботиката во неврохирургијата? Неврохируршки роботи, дали тие можат попрецизно да ја извршат операцијата? Мора да прво да расчистиме да се знае. Роботот е секогаш попрецизен од човекот и тоа нема спорно. Машината е секогаш попрецизна. Меѓутоа, вие мора да ја кажете на машината каде треба да оди и што треба да направи. Се уште не постојат роботи кои што се као ти ќе му кажеш па он ќе ќе заврши работата. Не, тоа се роботски асистирани операции и нивната вредност во самата интервенција во одредени сегменти е бесценната, револуционерна. Значи сепак се ти управувани од човек и командани од човек, дадени им се насоки од човек. Меѓутоа, работата што може да завршат тој мал сегмент од операцијата може да го завршат попрецизно од било кое човечко искуство. Тоа мора да го знаеме. Значи се апсолутно користи во вистински раце. Оно што е битно да го знаеме дека еден за неврохирурзи збориме, за да неврохирург да употребува робот, мора да е трениран од почетокот, значи во лабораторија, преку сите процедури и тренинзи кои што треба да ги поминат за да може да биде да го правува тој робот. Не технички може да му кажем, него да може да му ги зададе вистинските задачи што тој треба машината да ги заврши. Во последно време ние ги користиме, почнуваме да ги користиме роботите за длабоки мозочни биопсии, особено во оние делови на мозокот каде што не може да се приде без голем ризик. Така да последните искуства покажуваат, се одлични и ни покажаат дека во последниот месец мозочните биопсии со робот кој што ги задувавме повторно со колеги од странство, дека се совршено прецизни. До негде имаат употреба, меѓутоа не е тоа баш онаква народски кажано дека у секојдневието и не мора. Така толку широка. Тоа е да кажеме роботски асистирана хирургија, а не роботски водена хирургија, тоа е. Постои шанса роботите да ги заменат хирурзите еден ден? Вештачката интелигенција? Се надеваме дека вештачката интелигенција ќе превземе многу голем дел од командите кои што се одвиваат во села. Значи вештачка интелигенција потпомогната од роботска хирургија и сапортирана од соодветни апарати, но под раководство на човек, мислиме дека е иднината на неврохируршката сала. Ова зборувам дека ќе биде многу години од сега, многу, 20 сигурно однапред, меѓутоа тенденцијата е јасна. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да се вклучи во денешната емисија со негово прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, до вас како водител, секогаш ве следам, ама оваа тема ме засегна баш. Овдека мајка на веќе 38 годишен син, а не е во врска со темава е за глава и неврохирургија, ама се работи за аневризма. Дали ќе може да поставам прашање? Само така, како информативно, за мозочна аневризма рековте? Да. Да, може да постави прашање секако, повелете. Секако. Значи вака, син ми кога се случи ова беше 34 годишен некаде. Значи немаше никакви знаци предходно. Здраво дете, интелигентно, со спорт, со факултет, додуша не го заврши, така го замрзне малце. Ама со јазици, учење со компјутери, значи и компјутер учеше некои си курсеви таму, не знам колку, еден куп. Не е, да речеме, екстремно нешто, ама се случи да, играјќи фудбал со другарчиња, така да ги речам другари малски, да му се слоши и сега не знаевме дали паднал, па му се повредил, па дали му се спртало, па паднал. Тоа е предходно.
И јарно, ама се регистрира дека се наоѓа дека аневризма уствари. И докторите, како господинот доктор, како да го кажам, стручњак се. Така значи, што само можам да ги поздравам и да им дадам, значи што викат поклон до земја. така. Значи, они се чудесија, ангели на земјава. Башка технологијата. Само сакам да прашам, после 4 години, 38 години има сега, на 2 јули се случи тоа. Не, пардон, на вчерашниот ден, 14-ти, Кузман и Дамјан, убаво го памтам. Така. Значи, се случи интервенција со стент. И од тогаш он е добар. Го прифати тоа, свесен бил, не траело долго. Сега, само сакам да кажам информација некоја, да добијам од Така, доктор. докторот, што, дали треба понатаму да се има, не иде многу, еднаш бевме само на контрола, со тоа што не ми се бендисува, не сака, одбила, и дали е во ред сето тоа и да ми посочи некој понатамошни што би се случувало, и имам прочитано информација некоја, дали е точна, дека може би се аневризмите вродени или во мала возраст се формираат. Така, дали се стекнати. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Се надевам дека вашиот син ќе биде понатаму со одлично здравје. Докторе, еве една загрижена мајка, што можете да ја советувате? Вака, прво ми е многу драго што незиниот син е добар. Мораме да знаеме дека модерните аневризми, дали се тоа вродени или стекнати, може да бидат и такви и такви. Вродените имаат и некаква генетска предиспозиција, стекнатите повеќе зависат од факторите на ризик во тек на животот. Мозочните аневризми знаат да бидат најчесто летални. Грубата статистика вика дека од 100 аневризми 50 никогаш не доаѓаат во болница, а од овие 50 што ќе останат, 50 никогаш не излегуваат, 25 никогаш не излегуваат од болница. Така е грубата статистика. Она што исто сакам да го кажам е дека тоа што е решено на ендоваскуларен начин, тоа е на стентирање, не е класична операција, тука е поставен стент, е уште еден дострел на технологијата. Тоа пред 10 на 15 години го немаше едноставно. И тоа е многу добро. Дали треба да се прават контурни снимки? Треба. Се прави таа магнетна ангиографија на мозокот. Обичаено се прави на 2 до 3 години, што ме дечкото добар би требало да се направи чисто да се верифицира дека се е добро. Ми е драго уште едно што е добар, а е уште еден многу убав пример дека како одиме технологијата напред, не треба да се плашиме од неа, него напротив треба заедно да продолжиме. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ме интересира за диагноза глиобластом, 4 степен, малигно, правено биопсија, потврдена диагноза, 1 месец зрачна терапија, продолжено со хемотерапија. Година и пол има поминат од тогаш. Ме интересира, магнет се прави секој месец, последниве месеци на 3 месеци. Ме интересира прогноза. Понатаму како. Да немате некој прашање, само дополнително, доктора? Не, го разбрав случајот. Да, ви благодарам за вклучувањето во програма. Молам. За жал, овој тип на мозочни тумори, глиобластоми или високоградусни глиоми од 4 степен 1, тие двајама се многу слични. За жал се тумори на мозокот за кои што се уште не постои дефинитивен лек. Се лекуваат, правилно спроведено лекувањето, направена интервенција, дали биопсија или операција, докажане природата на проблемот, се спроведува адекватна, после зрачната адекватна онколошка терапија, која што се повторува во циклуси. Неколку цитостатици се кои влијаат на овој тумор и тие онколозите, колегите од онкологија ги даваат во циклуси. Еден, поштеден, па пауза, круг. Прогнозата е неблагодарна да се даде. Некои од нив се со многу полоша прогноза, меѓутоа што ме година и пол поминато, се надевам дека ќе биде во оние подобри кои што ќе долго време ќе останат од добра состојба, меѓутоа точна прогноза да се каже колку еден пациент ќе живее со било каква туморска процена, мислам дека никој не може да знае. Так. Борбата цело време продолжува, а надеж цело време постои, штом до сега оди вака. Што е најважно. Да. Докторе, кога станува збор за метастази, кои што се вуваат во мозочното ткиво, дали тие се оперираат? Генерално се третираат некако. Најчесто се оперираат. Метастазите се тумори кои што се надвор од мозочното ткиво. Колку год да ви изгледаат на сликите внатре,
тие се со еден свој начин одделени Аха. од мозокот. Да. Во зависност од нивната големина и бројка, некои се оперираат, некои се третираат со зрачна терапија, некои се третираат со гама нож. Гама ножот не е нож, него е кобалтов тип на зрачење, повторно зрачење. Меѓутоа, метастазите често се оперираат и се отстрануваат. Така да, ама мора да се направи добар неурохируршко-онколошки план, затоа што некои поголеми може да се оперираат, помалите да се зрачат, најмалите да се третираат со некои цитостатици, ама во принцип станува болест која што не може да се излекува, може да се држи под контрола. Споминавте гама нож. Еве на крајот од емисијата уште тоа да го појасниме. Што е тоа? Нош се нарекува нош, а велите не е нош. Вака, прво да појасниме, многу луѓе ќе се прашуваат зошто македонското здравство нема гама нож. Мора да знаеме дека еден гама нож се поставува, купува или било како важи за 6 милиони луѓе. Еден гама нож покрива 6 милиони луѓе. Затоа, например, еве податоци во Германија се околу 120 гама ножа на 80 на милиони луѓе. Чисто како илустрација. Зошто ние немаме? Наставно немаме доволен број на болни, немаме тим кој што би можеле да го спремиме да работи на тој гама нож на оваа популација која што ја имаме. Нашите пациенти одат во Белград, одат во Истанбул, одат во Австрија, одат во Загреб, во зависност од земјите кои што имаат гама нож. Гама нож е специфичен тип на зрачење. Значи, тоа се кобалтови зраци кои што излегуваат низ 206 или 7 дупчиња од една рамка која што ја носи пациентот дека трае таа процедура, а сите тие се прекршуваат во една точка, односно во туморот кој што сакаме да го зрачиме. Гама ножот за одредени типови на промени, како неуриноми, артериовенски малформации во некој случај, почнува полека да станува супериорен, односно стана супериорен. Така да има своја многу тесна примена, меѓутоа во оние области каде што е потребен е навистина добар избор за лекување. Значи е гама нож бидејќи зрачно го се сече туморот, меѓутоа не постои никаков рез на кожата. Докторе, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Фала ви на Навистина е поканата. една несекојдневна тема која што верувам дека го задржа вниманието на И гледачите. јас исто се гледаме во некоја следна Се прилика. гледаме повторно. Почитувани доцент доктор Миленко Костов, неврохирург во Аџибадем Систина, беше нашиот денешен гостин во емисијата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и се гледаме секој работен ден, бидејќи заедно учиме за здравјето. Пријатно.